Тинчера, тинчера! Што се де... Па ке ти пукне гласа, што се дереш тука, имаме колегиум, ти се дереш. Слушаме сега. Заев удар иде, Ердоган иде. И амабер, дека Турција може берба да го сторат јазикот. Јанлаш си, шефе, нема таков ние. Башка, не е он джамбас. И мене ми личи на шашма муабет. Абе, така беше муабетот и за името, ама гледаш шо гајрет им сторија на Тињаниве? Тоа и мене ми е нешто тостисан, цело време пушта некои шарети. Што? Викам и мене ми е тостисан, пушта цело време некакви шарети. Ајде, не дигаме толку джева, да видиме дали таков ќе ни биде таксиратот. Шефе, мене голема јанза ме јаде. Се нешто зијан испаѓаме. Барем некој чар да видиме. Може пак има некој паса да му... Та Нема келпурта. Или со полите во тржиште тука са пјазимата. Арчи, немаш тука време за да идеш по јазикот. бурек. Дај појдем for you круасарна екипава и Чауши, ајде ги брат, тоа на. на снимање, ајде. Дај, ај. Ајде, фокусирате се тамо и ти пази со тоа, немој се за... Ти упропастиш кариерата, бе. Како ќе водиш емисија, бе? Лека ноќ! Недела, 11 февруари 2018 година. Вие гледате вчерашни новости. Лека ноќ и од мене. Јас сум Јелена и Александар и одовде ве носиме чекор за сите. А оваа прилика ја користам да ги поздравам и сите оние кои не гледаат во живо на Facebook. Така е, Јелена. За да бидеш најдобар, потребно е да се справиш со најлошото, ке рече Меган Фокс. А што ке речат нашите репортери, останува да видиме во наредните 30 на минути. Ексклузивно, метрополата ќе се прости од градскиот Пајтон. Еве, дај 30.000, но сега да ги... Дознаваме што прави овој млад господин овде. Откриваме како се игра руски рулет во Македонија. Секој круг влог се зголемува, конкуренција се намалува и само еден зема парите. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месо ждерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата. Владата донесе одлука аеродромот Александар Велики да го преименува во меѓународен аеродром Скопје, со што како што велат извори блиски до владиниот пиар, тој ќе добие географска одредница без да се загрози неговиот идентитет, односно тие се избориле да остане зборот аеродром во новото сложено име. Од владата со индикација ги отфрлаат шпекулациите дека додавката меѓународен значи дека аеродромот во Битола ќе биде за домашна употреба. Се извинуваме, Битола нема аеродром. Се мислеше на Охридскиот, впрочем. Исто така, се демантираат гласините во јавноста дека аеродромот во Охрид ќе го задржи името на апостолот Павле, но дека ќе добие од додавка Богоевски, поистоимениот
водачни историската шарена револуција. Сепак, не се отфрла додавка која ќе ја допрецизира неговата намена. Меѓународен аеродром за 3 чартери од Холандија годишно Свети Апостол Павле. После големите протести кои се случија во Атина, цртичка нашиот јужен сосед, а главната порака беше не за промена на името и не за преговори. Големи протести против промена на името се случуваат ни помалку ни повеќе во нашето омилено село Джепчиште. Ланчо е таму. Да, така е, студио. Се случуваат некојаши вакви работи. Тоа што не можам да поставам. Причината и прашањето што се случува со името се тука сме во Джепчиште. Со Раиф Печети од Македонија. Македонија е обединета. Тоест Македонија е скоро се што имаме. Зошто името Македонија е скоро се што имаме? Види вака сега. Не имаме еве и Албанија. Не имаме и Косово. А ти што има? Тука само има. Еве и Срби имаат Република Српска. Сега како да ти објаснувам ја, да се одразувам метафорички, да ме разбираш. Значи види, ние на куќа ставаме спрат, па уште еден спрат, го градиме. А ти што прави? 27 години куќа и една цигла не ставала у куќа. Па не е убаво да ти кажувам право. Се куре, немој да бидеш ненормален. Цела палата имаш овде. Па има. Од кај, што ве засека вас името? Па што? А видиш овие што се грци сега? И они искачале на протест. Искачале. И што вика таму да се прекинува преговори. А и овој со брковите? Ердоган, он што вика? Он ништо, само не признава као Македонија. А овие другите, бугарите? И они исто вика. Македонија е наша, името не го пипаме. Па сега, извини, молим те. Па добро, и вака вика. Па вика, а кој чути? Кој чути? Македони чути. И зашто македонци не искача на протест? Камо протест да се искача, И сега после комшии биле криви. И ти сакаш сега комшија тука да ти ја чува куќа, а ти вака жив здрав кој што те гледа. Не се мавај, ке ти ја... Што не искача на протест ке ти ја, И не знаеш ти, не разбираш. Хајде бе, хајде. Македони по, фиром ја. Македони по, фиром ја. Машпет, хајде. Македони по, фиром ја. Македони по, фиром ја. Раз, два, три! Македонија со сериозни чекори граби кон НАТО. Затоа не само што помагаат преговорите за името со Грција, туку и најновите засилувања на македонската војска, која ќе ја направи најмоćна војна сила што се наоѓа помеѓу Грција, Бугарија, Србија и Албанија. Во стилот на стар морски волк, градоначалникот Петре Шилегов не побарал, туку наредил да се тргнат галиите од Вардар. Овие галии ќе бидат од големо значење на македонската морнарица, а се предпоставува дека ќе помогнат подобро да се чуваат езерските води во Охрид, хидроакумулацијата Стрежево и Беровското езеро, со што ниеден непријател не би можел да продре. Проектот Python во град Скопје не се покажа онака како што веројатно очекуваше поранешниот градоначалник Гоце Трајановски. Имено, уште во 2012 година од градската каса за набавка на овој Python беа потрошени 40.000 евра. Сега новата градска администрација го даде коцевиот Python на аукција, а со парите се планира решавање на многу акутни проблеми во градот. Ајде ќе се чуеме после. Да е многу заинтересиран. Добро, колку пари е Pythonов? 40 бона го земавме да ga еве, дај 30.000, но сега да пази моце. 30.000 не е малку многу? Како бе многу бе, девојче бе, ти знаеш ли колку си има инвестирано овој Python бе? Ти само коњите на 10.000 ги носиш на систематски. Ова да го купиш само, коњот ти пак ще ти доаѓа, што ме за... Друже, колку коњи има? Дружај, молим те, имам муабе тука, 2 коњи има, ќе ти кажам после, извини, молим те. Се зборува меѓу народот дека недниот коњ му биле зубите расипани. Абе види, на поклонет коњу зуби не му се гледа. Нели, Пауло Коелјо, познат. Добро, зимски гуми има? Зимски гуми има. Има зимски гуми, 4 со 4 вржани. А балансирани се? Сега балансиран, баланс. Друже, сакаш баланс, друже? Друже, извини, не за таков, мислам, не за таков баланс, фала.
За друго мислев ја. И дај макни се с***ца. Што ми беше муаветов? Абе, ја да ти кажам што е до мене, не би го дал. Абе, пи***а ти матерна ке... Леле ку ме нервират овие купио. Мочко еден, тој ќе крева ручна. А ти ја дам ручна да ја кренеш. Ме напиња, ја не би го дал. Ова е злато. Ова не е пипнато, ова градска вожња е само возено. Ама запнале бе овие голе мами, запнале компензација, водовод ќе дадат 4,5 метра цевка, ќе земала да мочко еден пи***а ти матерна тачали сум се јавам, разбираш. Во живо сме на телевизија, се однесувате како кочијаш, ке вам. Имено? Имено што? Имено, јас сум кочијаш. А ти си или салфета. Сакаш една крупча? Сакам. Сакаш да... Коњи си носиш? Те дупам бе. Кочијашки сленг. Опа, ајде. Полек. Дај рука. Можеш? Мали! Абе, ке... Мрш пи***, матерни. Студио? А директорот на Војниот музеј Александар Стојчев во својата биографија објавена на официјалната веб страница на институцијата, покрај образованието и работното искуство, навели кога бил крстен. Светокрштение на 1.10. 1975 во храмот на МПЦ Свети Никола во Штип. Оваа информација најде на бројни реакции на социјалните мрежи во кои пошто светото крштение беше тргнато од биографијата на Стојчев. Но има и такви кои реагираат да се врати информацијата, затоа што тоа е лично и демократско право на Стојчев и истовремено го замолуваат во CV-то да напомене кога го испил првото пиво, дали ги изгледал Game of Thrones и што имал по историја во средно, со приложени копии од свидетелства, кога му е паднат првиот зап и кој е првиот збор кој го изговорил. Жена, лавица, пријател, автор, борец, готвач, сестра, сосед, тоа е нашата Маја. Следуваат некнешни новости. Неделава историјата на светот е на буквата Б. Елизабета, Бетка, стана кралица на Обединетото кралство и еве уште си дрма на функција, Берлинскиот зид падна, Битолси се појавија во Америка, а во Македонија, додека сите се преокупирани со името на државата, нели, и математиките на јужниот сосед, во собранието наше имаше расправа за измените на законот за минерални суровини. Накратко, измените предлагаат забрана за употреба на цијанид и сулфурна киселина во рударската индустрија во земјата. Арно ама, министерот не дава препорака да се гласа за измениве. 2018 е цијанид, ме дупиш? Господа од економија и бизнис, растржајте се малце, разбарајте, научете што е чиста технологија, зелена економија, не бидете демоде. Изгинавме од загадување во сите форми и облици, шо физичко, шо ментално. И за на крај да не заборавам, престанете да тепате и труете кучиња. На здравие! Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Децава се зафатени, никако да ги видам, не можам ни внуците да си ги гушнам. За да ги соберам сите, ќе го употреба моето тајно оружје. Ги гледам вака сите заедно, па душата ми се полни со мирина. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат, домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје.
Дека најаден и подобро и пооптимистички се размислува отколку на гладно, доказ е пратеникот на ДУИ Артан Груби. Тој по молитвениот појадок во САД изјави дека спорот со името веќе е решен и дека сега со Грција разговараме со јазик на пријатели, а не преку историјата и градбите како досега. Како што дознаваме, појадуваниот Груби толку добро се налапал американски крофни, што му скокнал шекерот, при што добил мала амнестија. Амнезија и заборавил кој беше албанскиот партнер во власта, што со Грција разговараше преку историските градби на проектот 2014. За среќа, појадокот навреме му слегна за времени интервјута со дописникот на МИА од Вашингтон, па не побара кривична и политичка одговорност за сите албански политичари од претходната власт, кои наместо да го спречат, си правеа селфи со Скопје 2014. Македонската дијаспора негодува за преговорите со Грција за промена на името. Како што велат тие, ако продолжи ова распродавање на државата, ќе изгубиме вековната битка на Македонија. Нашиот Ланчо разговара со председателот на патриотското друштво Македонија цела да е. Фала ви, да, така е студио. Фала што ме викнавте во недела, пошто немам ја друга работа во недела и ајде да не бидам безобразен. Името Жежок Костен меѓу нашите селеници, не толку Жежок дома каде што народот врзува крај со крај. Образованието се распаѓа, на здравството веќе му вариме пченица за 40 дена и слично, но небитно. Разговараме со Сем, македонец одселен од грудката, македонец што ја сака Македонија. Ќе го даваме ли името Сем? Види, името не смееме да го дадеме. Тоа е татковина, тоа е дедовина, ако треба и корења ќе јадеме, не? Не, чекај, мислиш ние во Македонија јадеме корења, додека вие овде, мислам, вие таму, ние овде, за еден месец имате колку ние што работиме за цела година. Ти мислиш дека овде everything is easy, it's flowers, rainbows? No. Rainbow and flowers. Не можам ништо да направам from here, you know? It's like борба со ветерници. Па што не се вратиш назад? Ти мислиш дека нема да се вратам? Ако можам. But I have family here. I have wife, kids, good job, you know? Добро. Hey, John. Чути. Како те викаат тебе таму? Everybody calls me Sam here, you know? Дома исто, Симо. Па знаеш што? Значи, еве вака предлог. Еве тогаш Македонија може да се вика Мек, да речем, пошто ти си Симо, Македонија може да се ко Макдоналдс. Значи Мек има секаде е признаен, плюс има Биг Мек. Се нема Макдоналдс, ама тоа ќе биде големо за Македонија. Не мислиш така? Good thinking. Two heads thinks better than one. Добро, ај толку. Кјути, толку, ајде, гасете го. Можеш да се Значи, ја не знам зашо ме викате со овакви ја не разбирам. Се извинуваме за недоличното однесување на Ланчо и знаеш, Александар, навистина не е лоша идејата Македонија се вика Мек. Тамани Биг Мек ќе биде голема Македонија. Што викаш? Викам да кажам еден виц. Си биле македонец, хрват и босанец? Никако. А ние продолжуваме со вчерашни. А сега малку време за одмор од општествено-политичките текови. Нашиот дежурен астролог, маг и вработен во петата Куманово, Мирко Чакра Јовановски, ни испрати едно негово толкување за тоа кои се најмалер хороскопски знаци во универзумот и пошироко. Јарец роден во Хирошима или Нагасаки 1944. Риби родени во мрестилиште. Овен на Титаник. Бик во форма на бифтек. Близнаци, посебно ако се сијамски. Рак на скара. Лав во време на владењето на СДСМ. Шкорпија, која животната заштеда ја ставила во тат. Стрелец во македонски клуб од Трета лига Исток. Новости од филмската индустрија. Почна со снимање долго очекуваното продолжение на култниот филм Лудиот Макс. Вчерашни дојде до ексклузивни снимки од снимањето. Да погледнеме.
Се извинуваме за оваа грешка, тоа беа реални снимки од Битола, поточно од Картон Сити. А вие останете со нас. Јато пластични шишиња. Јецо, дали овдека се вика јато или стадо? Појма немам. Читай само како што ти пишува и не ме вика Јецо. Како и да е. Голем број пластични шишиња се забележани во реката Вардар, откако немногу обилните дождови ги донесоа таму. Некои злокобници и екологисти би рекле дека ова е геноцид за флората и фауната во реката Вардар и одраз на нашата некултура. Но не е се така како што изгледа. Шишињата, иако изгледаат како отпад фрлен од многу несовесни граѓани или само еден несовесен граѓанин кој сака да е добро хидриран, сепак тие се дел од еко-геополитичка акција за притисок кон нашиот јужен сосед. Именно граѓаните, откако увидоат дека статусите на Facebook нема да се доволни за зачувувањето на името, решија на овој начин да направат притисок кон Грција, оставајќи месидж и на ботол, или по-нашки пораки во шишињата, кој потоа ги фрлаат во Вардар, кој тече и во горе споменатиот јужен сосед. Затоа можете мирно да спиете. Името и идентитетот и јазикот се сигурни додека има вакви совесни граѓани. Министерството за внатрешни работи ги предупреди граѓаните дека во земјата се појави опасна верзија на руски рулет која може да го зголеми морталитетот меѓу народот. Преку наши инсайдерски врски во подземјето успеавме да стигнеме на една таква опасна игра. Се наоѓаме во станот на Евгений Ш, каде што е собрана група на окорели коцкари кои што се маргинализирани во општеството, се зависници од адреналин и ки играат македонско-руски рулет. Господин Евгений, каква е оваа игра? Македонски руски рулет. Едноставни правила. Само еден победник. А другите? Другите одат на подобро место, а не Германија. Секој круг влог се зголемува, конкуренција се намалува и само еден зема парите. Возбудливо. Значи ќе видиме само еден преживеан од PM10 частичките. Да видиме. Раз, два, три! Поради не толку обилните врнежи кои ја зафатија Македонија и Скопскиот регион, неделава повторно под вода покрај македонските подморници е и зградата на архивот на Република Македонија. Инаку, таа зграда ги чинеше граѓаните 42 милиони евра и е дел од проектот Скопје 2014. На оваа тема, прилог подготви нашиот репортер Дениде Вито. Се наоѓаме во новата зграда на архивот на Република Македонија, каде што е сместена малтене целата наша историја, која што преточена во документи од разни периоди, укажува на времето на борбата на ослободување од турското робство, положбата на Македонија во кралството СХС, борбата во Втората светска војна, како и разни документи откако преку борбата со фашизмот добивме своја држава. До мене се наоѓа господинот Дарко Сенковски. Сега ќе го запрашаме дали навистина документите се чуваат во крајно несоодветни услови. Дечко, тоа е класичен нонсенс. Ја да ти кажам. Значи, дали мислиш дека ние би дозволиле цела наша македонска историја туку така да отиде? Значи, дајте молам. Да, но како што можам да забележам, има доста документи у водава. Дечко, да те прашам, која пишу историјата?
Луѓето, така? Што се луѓето по состав? 70% вода. Значи све од нив е направено. Не знам како ќе се уништи, стварно не ми е јасно. А дали документиве се уништуваат овдека у водава? Дечко, ти архивар ли си, бе? Па не, ама... Па што не, ама? А ја да земам да видам новинар место тебе, може ли? Па можеш, веројатно не е толку тешко, да ти кажам. 11 и 15 уште не сум бил на доручек. Значи не сум взел пауза и највише што се нервирам кој ќе останат вака несреди документи и ја треба да идам да ги барам. Како што и сами видовте, нашиот соговорник демонстративно нурна под вода, а сега и ние ќе сидеме од тука додека он не се удавил. Студио? Ти благодариме, Вито, за твојот професионализам и пожртвуваност во името на професијата. Ацо? Сите знаеме дека во маката се познаваат јунаците. Па така, да погледнеме како изгледа крајот на работниот ден во институциите кои прокиснаа неделава и дел од предизвиците со кои се соочуваат вработените. Јас киснам во архив, јас киснам во архив, колку прекрасен ден за да киснам во архив. Славам што сум жив, а никој не ми е крив, ако врне, а јас киснам во архив. Сите објекти на окей, киснат стално и се окей. Театар, архив, киснат, кисне и музеј, а документите на сигурно се. И ако кисне, кисне во архив. Време е да привршуваме. Вие сте Чекор за ците. Гледајте не на YouTube уште вечерва, а со најновите вчерашни новости се гледаме следната недела во истото време. Добро утро. Добро утро и од мене. Театар, архив, киснат, кисне и музеј, а документите на сигурно се. И ако кисне, кисне во архив.